Споминавме дека утринската тема денеска ја одбравме и ја издвоивме по вчерашниот ден на Свети Кирил и Методи, денот на сесловенските просветители, кои што го славиме нели во нашата земја, но и кои што наставниците по македонски јазик широм светот го одбележуваат, се разбира, а ние овде во студиот имаме можност и задоволство да позборуваме со еден наставник по македонски јазик кој што предава македонски јазик во Женева, Швајцарија, а тоа е господин Остиловски Драган, кој што денеска ни дојде во нашата студио во утринската програма. Добро утро за вас и добро дојдовте во Добро најде и ви благодарам што имавме оваа прилика да учествуваме во вашата емисија. Да, и мене ми е мило што имам оваа прилика во следните минути да позборуваме за тоа каква е наставната програма токму во училиштето во Женева, каде што вие предавате македонски јазик, колку дечиња го изучуваат македонскиот јазик, колкав е интересот кој што постои и што всушност значи тоа како наставник по македонски јазик, кој што всушност ги образува децата и ги учи да го зборуваат македонскиот јазик, но за тоа ќе позборуваме повеќе во продолжение. Може едно мало запознавање со вас и со вашата работа, односно дел од вашата биографија, за колку години не сте во Македонија, како и кога започнува вашата да речеме кариера како наставник по македонски јазик во однос на предавање на македонски јазик во странско училиште. Да. Па најпрво јас сум овде како еден вид како и представник на наставниците по македонски јазик во светот. За по повод чествувањето на Свети Кирил и Методи за 24 мај и на тој начин сакам да пренесам пораката од наставниците кои што е во насока на чествување на тој празник. Лично за мене што се однесува, јас сум од Женева, да, значи сум излезен овдека од 93 година, скоро веќе 31 години и да, живеа во Лозана, живеа во Женева и во врска со македонскиот јазик првите паралелки ги отворивме 94 година. 94 до 96 во Лозано, во францускиот дел. И потоа сега предавам како заменувам бидејќи немам наставник по македонски јазик во Женева. Тоа е од 2019 година. Од 2019 година имавме наставник кој што беше пратен од Министерството за образование од Македонија. Мислам повеќе што се однесува за животот на македонците кои што се на македонците во Швајцарија, значењето за изучување на македонски јазик секако дека е во доменот на сите разговори кои што се водат. Тоа е еден вид мост помеѓу татковината и државите каде што живееме и мене навистина ми представува посебно задоволство што еве имаме прилика вака од вашава емисија да го пренесеме таа порака дека акцентот навистина треба да се стави во таа насока што е можно повеќе помасовно изучување на македонскиот јазик не само во Швајцарија, мислам него насекаде во светот и односно сетоку на државата по тоа прашање. Да. И сега кога веќе сме кај односот на државата кон тоа прашање и она кое што вие го споминавте, тоа е дека до 2019 година имаше наставник од Министерството за образование кој што е пратен да го предава македонскиот јазик таму. Од 2019 навака нема. Дали вие нели сте информирани зошто е тоа така и што се случува со токму односот за кој што испоменавме на државата кон ова прашање? Па вака, значи ние во Женева, ако зборуваме за Швајцарија, француски дел, имаме Унија на македонски училишта, каде се обединуваат повеќето училишта. И да, до 2018 година наставничката Анкица имаше договор и 2019 година тој договор не се продолжи. Поради кои причини не знам. Имавме ние некои разговори со агенцијава за иселеништво и ни обеќа дојде исто таму во Лозана, имавме средба, ни рекол дека од јануари ќе биде, јануари 2019 година. Веќе не знаеме дека ништо нема да биде, значи до ден денес нема ништо. Мислам, останаа паралелките празни во францускиот дел, 4 паралелки, мислам без настава и за тоа, значи јас морав пак, бидејќи не сум пратен од Македонија, значи јас ја заменувам учителката,
мислам во тој период од 2019 до сега и отворивме исто една друга паралелка каде што ангажиравме наставник како мене исто со завршен нормално факултет да предава македонски јазик во ВВ. Блиско е тоа до каде што е Чарли Чаплин, музеот на Чарли Чаплин во ова. И да, и мислам до ден денес немаме. Кој ќе биде одговорот не знаеме. Меѓутоа секој ден што е поминат ние го губиме интересот на македонците кои што се во Швајцарија, во тој дел и колку е тешко да се создаде една паралелка. 2, 3, 4, тоа треба време, треба енергија, треба години, а колку е лесно да се изгуби. И тука мислам тоа е многу треба да се да се обрне внимание и енергија за да се реши тоа прашање. Така е. Од оно кое што е ваша сегашна работа, односно предавањето на македонски јазик во ово училиште на дечињата кои што го изучуваат, каков е планот и програм на изучување, односно нели кај нас тука имаме часови, предмети, меѓу кои предметот по македонски јазик, кои што го имаме сега не знам каква е тупоточна програмата кај учениците, но обично и 5 пати неделно. Како е таму и каков е системот? Во Женева па и во другите мислам во Женева, во другите држави имаме еднаш 2 часа неделно. Например во Женева во понеделник, 2 часа и во другите школи. Понекогаш во почетокот мислам имаше они еднаш во 2 недели. Кај нас имаме секоја недела, секој понеделник 2 часа. Во однос на учениците, например во Женева имаме околу сега 4. Јас имам 5 ученика имам. Имаме претходно повеќе, децата пораснаа. Сакам да напомнам дека во Женева не е некој посебно место каде што има многу македонци. За разлика например од ВВ, што е само 100 километри, нема ни 100 километри од Женева, каде што живеат илјадници македонци. Јас сум од Делчево, значи само имаме ние од Делчево, тој крај имаме многу луѓе. Мислам од сите. И таму нема настава, има една паралелка со 7-8 ученици. Тоа е поразително. И која е наставата, значи ние сами ја правиме, мислам, еве сега и со наставниците по македонски јазик во светот, имаме повеќе програми и секој се адаптира својата програма, бидејќи јас, например, кај мене имам од 6 години до 10 години. Дури до 14 имаме едно дете и 14 години. Значи многу за секој дете треба посебно. Значи нема еден, например, да кажем учебник и вие по него ќе работите, него за секој дете треба да се адаптира посебно програмата. Да, зависно од тоа кој дете како го совладува или со која брзина и како може да го научи. Знаејќи дека тие деца, значи се или од родители кои што не се, мислам, идвајцава од Македонија, значи или се од Швајцарија или мислам кои што се другојазично подрачје и кои што они тешко го зборуваат јазикот. И сега значи треба навистина енергија и ќе видите, мислам, видете ги видејата, мислам претходно тоа вчера што го пуштиме 15 минути, каде што ги објавинува повеќето овие школи од цел свет. Значи имаме од Австралија, Америка, имаме во Европа, значи има држави кои што се многу организирани, тоа можам да кажам во Хрватска, спрема работава, мислам, државава Хрватска и финансира наставници. Додека кај нас, например, во Женева, јас мислам доброволно го тоа. Доброволно го работите, да. Ние ќе погледнеме, да, вие пративте материјали каде што е подготвено едно подолго видео, каде што самите дечиња испраќаат поздрави на македонски јазик од сите земји, односно сите страни на светот, или од повеќе земји во светот. Но на кое што ние ќе погледнеме во продолжение пократко видео и ќе имаме можност да си го дозволиме во текот на оваа наша утринска тема, а тоа е поздравот од неколку дечиња кои што не поздравуваат на македонски јазик, конкретно е снимен во Минхен, така? Да, точно. И ќе може да го погледнеме тој поздрав, па ќе се надоврземе, ќе ни кажете вие вака нели на следното видео што е тоа кое што и како на кој начин е подготвено. Може да го погледнеме за кратко. Добро утро, Македонија! Поздрав од Минхен. 24 мај. Денес го славиме денот на сесовенските просветители, на нашите први учители. Ден празничен, свечен, по светите браќа Кирил и Методи наречен. Со кирилицата денес ние пишуваме, со неа благодарност искажуваме. Азбуката мира кирилична света, со по нашите книги неуморно цвета. На овој
Секој ден имињата свети ги споменуваме. Секој час си ветуваме. Кирилицата ќе ја чуваме. Кирил и Методи, пред многу векови, пред многу лета, тргнале тие на мисија света, со добра мисла и со спорба, да носат светлина и да водела мрак. Народ дал писменот, измачен беден, но за ука и знаење е жеден. Народ кој сакам сам сутина да крои, да чита и пишува на јазикот свој. Со вера во Бога, носејќи што бреме, го посеале тие своето село. Словенските браќа учители вредни го правиле азбука за поколение следни. Поздрав за сите македонци низ целиот свет. Овие мили дечиња по вчерашниот празник Свети Кирил и Методи го испратија својот поздрав од Минхен на македонски јазик, уна кое што го споминавме со Драгане дека беше снимено и видео од Сдруженијето на наставници, односно по нивна иницијатива, Сдруженијето на наставници по македонски јазик во светот по повод 24 мај. Учиме македонски јазик со македонски деца од целиот свет. Тоа може да го најдете на таа страна на Facebook, каде што може тоа подолгометражно видео да се види од 16 на минути. Македонски деца кои што живеат на сите светски меридијани во целиот свет снимија своји кратки видеопораки преку песни, рецитали, перформанси. Тие зборуваат за својата азбука, за својот јазик и за Свети Кирил и Методи и праќаат поздрави од таму каде што се до сите македонци во светот, како што тоа го направија овие дечиња од Минхен. Добра иницијатива која што ја презема Сдруженијето на наставници и веројатно на кое што е за сега како актуелно или нешто за кое што зборуваме за афирмација на и се повеќе изучување на македонскиот јазик е токму само преку вакви иницијативи, додека одговорот од Министерството за образование се уште се чека за испраќањето на наставници. Да, значи еден дел од наставниците се испратени, мислам во светот сега, и се испратени со договори повеќе време. Тоа што е болно прашање е зошто договорите кога истекуваат не им се продолжуваат. Поради X причини се остава празнина и таа празнина за жал е во негативна смисла, каде што тој потенцијал кој што е веќе создаден со ученици и со паралелкиве се губи многу брзо. И на штета на оние кои што треба да го изучуваат, а не го изучуваат. На сите нас. Јас сакам само во врска со Женева, мислам бидејќи Женева ја најдобро познавам, ние успеавме во Женева македонскиот јазик да го внесеме во кантоналната мислам како комисија за јазици во школиве, каде што дополнителната настава по македонски јазик се внесува во оценките на учениците, мислам во позитивна смисла. Во Женева, например, имаме повеќе од 170 националности и потоа само 30 јазика кои што влегува во тој дел и е македонскиот јазик. И, например, кога се запознаваат странците во Женева, во кантонот на Женева, на кои дополнителни јазици може да се запишат, значи го имаме и нашето здраво, македонско здраво, покрај другите 30 јазици. Со 4 ученици. Што сакам да кажем, значи, а може и со многу малку, мислам, потенцијал, ако си има жебла може да се направи. И тоа мислам никој не може ниту Грција, ни било кој тоа да го разруши, мислам и а Швајцарија за тоа многу добра, мислам поволна држава кој што ви ги возможува сите услови вие да го својот потенцијал и својата култура да донесете на површина, бидејќи они имат корист од тоа, бидејќи таквите дечиња стануваат амбасадори за нив, бидејќи го познаваат јазикот, културата и сите тие мислам нешта. Така. Господин Драган, баш ми е мило што успеавме вака накратко толку колку што го имаме можност просто или време или во утринската тема да позборуваме за тоа како се изучува македонскиот јазик во светот, односно конкретно во Женева, таму каде што сте вие и каде што во моментот доброволно го предавате македонскиот јазик за оние неколкумина ученици кои што сега се дел од таа паралелка каде што се изучува македонскиот јазик со надеж и желба нели да тоа се зголеми или стане многу бројно и имаме и наставници кои што се токму за тоа пратени од нашата држава. Јас сакав и веќе немаме време за жал да ве прашам и за тоа кога доаѓате во своето родно Делчево,
која е разликата, бидејќи пред да започнеме со разговорот во живо, вие велите имате се, имате слобода и можност да работите и да правите што сакате, значи мислејќи на нас. Тука и тоа е веројатно така со оглед на таа фреквенција и таа динамичност која што ја имате вие во Женева, веројатно и друго функционирање во однос на целокупните системи кои што таму постојат, за разлика кај нас. Вие може таа перспектива ваша да направите таа паралела, ако може во една реченица да го склопите тоа, за крај би било добро, бидејќи па мислам од моментот кога преку изучувањето на македонски јазик, пак ја напомнам, кога ќе се огледаме ние разликава потенцијалот што Македонија го возможува со сите природни богатства, навистина тоа е ние имаме собственоста на територијата на Македонија, мислам со приватна собственост, со куќи, со сите овие работи кои што значат милиони со целава природа што постои, значи за некој кој што живее во Европа, во Македонија е една оаза за регенерирање, за добивање на позитивна енергија и за враќање пак таму каде што постои. Тоа мислам да го се доживее, ни требаат милиони ако во тој дел во Македонија, во странството да го направиме. Затоа Македонија значи да си ја чуваме, да ја возобновуваме и да имаме добар позитивен збор за неа. Да знаеме да го цениме и да го искористиме тоа правилно како што треба. Ви благодарам за вашето денешно гостување и за вашето време. Со вас имаме и други теми за разговор. Верувам дека ќе ги реализираме на следно доаѓање во Македонија, но и можеби и онлайн, стига и тоа е можно така.